Здраве, секси мала, мал пие се за денеска. Главен спонзор на нашите епизоди е Шурчак. Премиум тестове за бременност кои што веќе 2 децении на сите жени и девојки широм светот им возможуваат брз, лесен и точен пристап до информации до нивниот статус за бременност, со дури 99% точност по само еден ден за доцната менструација. Среќно еден Шурчак, ви благодариме за вашата поддршка. Дечки, заследете ги на нивниот Инстаграм и TikTok профил, линкот секако во био и уживајте во новата епизода на Секси мала. Чао! Здраво, секси мала, добро дојдовте во една нова епизода. Денеска на гости ни е доктор Марија Коцава, која што има повеќе од 10 години работно искуство во областа на гинекологија и акушерство и моментално можеме да ја најдеме во ПЗУ доктор Ложанковски. Да. Така, да. Марија, како сте ни? Благодарам, одлично, фала ти многу за поканата и драго ми е што ќе дискутираме баш на оваа тема. Мислам дека младите ќе имаат доста корисни информации. Фала ти многу и можеби вака да кажеме нашата тема денеска е сексуални дисфункции и е тема што вообичаено не се поврзува автоматски со младите, повеќе да кажеме нека постара демографија. Меѓутоа забораваме дека младоста е се уште период каде што иако ние сме попотентни, попргави, сепак е период каде што се уште го осознаваме нашето тело, учиме нашата улога во сопственото и туѓото задоволство, ги осознаваме нашите улоги, едноставно бидејќи тоа е еден процес на учење низ обиди и грешки, неизбежно е да имаме да кажеме некои неславни моменти и во иднина секако ќе се изнасмееме на тоа, меѓутоа додека не се актуелни, ретко кој се чувствува доволно удобно да зборува на таа тема, дури некогаш не споделуваме со врсниците бидејќи ни е страв дека ќе бидеме исмевани. И тоа само дополнително донесува едно чувство на изолација и да кажеме инфлација на проблемот во нашата глава. Така што доктор Марија, дали може да ни кажеш што всушност подразбираат сексуалните дисфункции, како се манифестираат тоа кај девојчињата, како кај момчињата? Под поимот сексуални дисфункции се подразбира се она што ги спречува младите да почувствуваат задоволство и уживање или воопшто да посакаат да се вклучат во сексуален чин. Но важно е да напоменам дека некои благи симптоми на сексуална дисфункција секој млад човек ќе осети понекогаш во животниот век во некој сексуален акт и тоа е сосема во ред. И различен е поимот на сексуална дисфункција од асексуалност, каде што воопшто не постои сексуална привлечност. Различни се и симптомите кај девојчињата и кај момчињата. Најчести симптоми кои што се јавуваат кај девојчињата се болка при сексуалниот однос, грч на мускулите на влезот од вагината, познато како вагинизмус, невозможност да доживее оргазам или сексуално празнење, намалено либидо или сексуална желба и намалено навлажнување или лумбрикација. Додека кај момчињата пак симптомите на сексуална дисфункција најчесто се поврзани со ерекцијата на половиот орган или ејакулацијата. Чи може воопшто да отсуствува ерекција на половиот орган, може да има момчето ерекција, но не секогаш кој ќе посака да влезе во сексуален чин, или може ерекцијата да трае прекратко па да не може во целост да ужива во сексуалниот чин. Во однос на ејакулацијата, најчест симптом на сексуална дисфункција е прерана ејакулација, која исто невозможува во целост уживање во текот на сексуалниот чин. Да, фала ви многу. Веќе ќе зборуваме за млада популација, тоа генерално здрава популација, меѓутоа кои се најчестите здравствени причинители или психосоцијални причинители што доведуваат до ова? Така, значи, науката говори дека само 20% здравствените фактори се причинител за симптоми на сексуална дисфункција и тоа здравствени фактори како причинител се почести кај повозрасната популација, кај луѓе повозрасни од 40-та година, кај што више имат се соочуваат со некои хронични болести, тука би ги набројала кардиоваскуларните, хипертензија, срцеви болести, хронични бубрежни, хронични црнодробни болести, дијабетесот. Кај младите од здравствени фактори како причинители за сексуална дисфункција најчесто се прекомерната употреба на алкохол, психотропни супстанции и пушење и несаканите ефекти од употреба на некоја друга медицинска терапија, посебно антидепресивните лекови. За жал се почесто младите ги конзумираат разни психолошки потреби и несакани ефекти од антихистаминиците, тоа се терапија за алергии што се применува со оглед на тоа што живееме во средина која што знаеме колку е загадена, нечист воздух, така да секоја втора единка барем неколку пати во годината ќе има потреба од употреба на антихистамински лек. А 80% од причините за сексуална
сексуална дисфункција отпаѓаат на психосоцијалните фактори. Всушност, емоциите што се појавуваат кај младите може да би играат голем фактор. Се соочуваат со најразноразни емоции од типот на анксиозност, депресивност, чувство на срам, чувство на вина. Имаат секојдневие кое што е полно со активности, училишни активности, вонучилишни активности, притисоци, со рокови, постигнувања за испити, за писмени, достапноста на многу информации од социјалните мрежи непроверени, лесна достапност на порнографски содржини, која што ствари им прави некои нереални очекувања и додатен притисок да го пресликаат тоа што го гледаат во својот реален живот, да имаат некој совршен сексуален перформанс или како треба да изгледаат, а таа анксиозност што се јавува индиректно влијае на физиологијата во телото. Се лачат хормони на стрес, тие влијаат на мускулите, се прави грч на мускулите, на жлездите со внатрешна надворешна секреција, па нема доволно влажнење, лумбрикација и више имаме симптоми на сексуална дисфункција. Да, и добро што спомнавте околу порнографијата, бидејќи еве претходно кажавме кај младите се почесто расте таа стапка на депресија и голем дел од нив користат порнографија како копинг механизам. Баш и так. доаѓа до степен каде што веќе се развива така наречени PPU или Problematic Pornographic Use или дури сексуални дисфункции наречени pornographic induced мислам дека erectile dysfunction. До тој степен некако телото ни е навикнато на таа, да кажеме, новитет кој што го добиваме од порнографијата, што веќе задоволството кој што ни е достапно во реалниот живот не возбудува толку. Баш така сакаат да пресликаат, па некои неадекватни сексуални пози, па тоа е уште поголема причина и за болка да се јави при сексуален чин и натамошни проблеми. Да, и баш некои од причините што ги спомнавте се поврзуваат и со животниот стил, така што сакам да прашам како тоа влијае на либидото и потенцијата кај младите. Ба, животниот стил и како влијае на либидото. Либидото знаеме дека е многу важен внатрешен аспект на човечкото битие и здраво либидо се поврзува со добра емоционална состојба кај единката. Во денешно време младите почесто водат нездрав животен стил со нездрави навики, недостаток на физичка активност, конзумирање на брза храна небалансирана кај што превладуваат бели пецива, газирани сокови, грицки, немаат доволен сон, изложени се на хроничен стрес и сето тоа влијае на намалување на либидото. Да, баш така и многу често што спомнавте во нашата генерација нагласена тоа постојано пушење на цигари, сега ги имаме ајкос, имаме хица, колку студии сега постојано излекуваат. Да. Баш дека намалуваат и ниво на активност на сперматозоидите и плодноста кај младите, не само на физиологијата, така е. Во секој случај, кога ќе утврдиме дека ние младите имаме вака проблеми, ќе се отвориме доволно со нашите врсници, често ништо што ќе ни кажат, па зошто не пробаш некој афродизијак? Така што всушност што прават овие афродизијаци, дали се наистина ефективни или не? Под поимот афродизијак се подразбираат супстанции кои може да бидат од типот на храна, зачини, билки или синтетски лекови за кои што се верува дека ја зголемуваат сексуалната желба и сексуалниот перформанс. Зборот потекнува од името на грчката божица на љубовта Афродита, инаку стално се водат дебати меѓу научниците за ефективноста на афродизијаците во однос на либидото и многу е оскуден бројот на студии кои докажува некаква медицинска ефективност. Воглавно останува на тоа дека афродизијаците и нивната употреба имаат плацебо или психолошки ефект. Јас би набројала некои од храни од типот на јаготки, црна чоколада, од билките корен од мака, женшен, од зачини, шафран, ванила, се до тоа се во групата на афродизијаци. И сега постојат и синтетски лекови кои што се употребуваат со строга медицинска индикација, но тие се наменети најчесто за повозрасна популација, каде што во основата на сексуалната дисфункција имаме некој здравствен причинител, најчесто проблеми со циркулацијата, пошто механизмот на дејство на тие синтетски или медицински афродизијаци е да ја зголемат циркулацијата на периферните органи, тука спаѓаат и половите органи и на тој начин се овозможува третирање на еректилните дисфункции, например. Но сега достапноста на тие и синтетски афродизијаци е многу лесна, за жал, може без рецепт секој млад да отиде и да си купи, како што е Виаграта, познато, они слушаат, па сакат да пробат,
исто споредувајќи се со тоа што го гледаат од разните порнографски содржини, но мој совет е да бидат многу внимателни и на своја рака никако да не употребуваат такви синтетски лекови доколку нема некоја медицинска индикација и препис од уролог, поради тоа што може да се соочат со несаканите ефекти кај млади кои што може да се јават, а најчесто од несакани ефекти тоа е долготрајна ерекција која што може да трае подолго од 6 часа и последично на таа долготрајна ерекција да предизвика некроза на ткивото на мускулатурата на пенисот, што е сериозен проблем. Да, умртвување на самиот мускул. Да. Друга работа што имам слушано повеќе хорор приказни исто така е тоа што, да кажеме, девојки имале интензивна болка при сексуален однос, меѓутоа тоа главно се потиснувало или се занемарувало бидејќи па се очекува самата боле. Така што сакам да прашам дали оваа болка е нормална, до кој степен е нормална и зашто тоа се случува? Сексуалниот чин треба да биде извор на задоволство, така да симптомот на болка во ниту еден случај не е во ред. Има случаи каде што може да се јави блага, не многу интензивна болка, посебно кај девојчиња при првите сексуални односи или при пенетрација на пенисот во вагината. И ако таа е блага и пролазна, тоа е во ред. Но доколку се појавува при секој сексуален однос, трае интензивно и не проаѓа само од себе, воопшто не треба да се занемари и треба медицински да се доиследи, да видиме да не се крие некоја здравствена причина во позадина. Кај девојчињата 75% од случаите причина за болка е намалената влажност или лумбрикација, но може да има и здравствени причини. Би набројала кај мене во ординација со што се среќавам најчесто: цисти на јајници, ендометриоза, миоми на матка, инфекции може да има и кај момчињата и кај девојчињата. Тоа се најчестите физички причинители. Да, е добро што од младите се почесто зборуваме на тема како ендометриоза и безполицистичност, бидејќи нешто што е доста застапано. Да. И ретко кој тоа го истражува без да се појави оваа болка. Да, ма сега постои се поголема свесност кај младите, што ме радува. Кај мене во ординација доаѓаат се почесто девојчиња на 18-19 години, само што имале прв сексуален однос, па дури и порано некои, ако имат нерегуларности во циклусот и ако немале се уште сексуален однос, доаѓаат да се информираат, да прашаат, и тоа ме радува. Мило ми е за тоа и сакам да прашам, доколку тврдиме дека имаме ваков проблем, што е нешто што можеме да направиме да си помогнеме? Мислам, што смееме на сопствена рака, а со што мора да се консултираме века за специјалист? Најважно е прво поединецот да увиди дека има некаков проблем, да е свесен за да може да побари адекватна помош. Сами на што може да влијаат најмногу на животниот стил и животните навики. Да водат сметка при изборот на храната која внесуваат, да биде балансирана, да водат сметка да има доволно сон во текот на едно деноноќие, да вклучат по време на физичка активност во секојдневието. Тоа е што можат сами да делуваат. Доколку навлажнувањето е проблем кај девојчињата, а е чест проблем на вистина, во консултација со гинеколог може да си набават медицински лумбриканти кои што се применуваат непосредно пред сексуален однос. Совет мој е да не купуваат било какви лумбриканти што се продаваат по трафики, за да не се соочат со последиците од употребата на такви непроверени немедицински лумбриканти. Може да се јави печење, иритација и склоност за инфекции. Доколку видат дека чувствата им се проблеми, тоа е више домен на психологијата, да побараат помош и разговор од психолог, кои ќе се отворат и ќе зборуваат за проблемот, ќе детектираат кои чувства им се проблем, кои ментални можеби убедувања и работат на тоа, на тој начин ќе се растеретат и може да го решат проблемот. Доколку болка е проблемот и тоа е интензивна болка која што се јавува при секој сексуален однос и таа болка трае и не проаѓа само од себе, во тој случај е неопходно девојчињата да направат еден гинеколошки преглед, а момчињата да закажат преглед кај уролог. Да, фала ви многу. Мислам дека можеме да заклучиме дека сексуалните дисфункции се комплетно нормален дел од сексуалниот живот и не треба воопшто да се чувствуваме дефектно или отфрлено од партнерот. И затоа како што ни посочевте, најголем дел од причинителите се всушност поврзани со некои психосоцијални 80% од факторите се психосоцијални кај младите. Да, а воопшто не е поврзано со нивото на атракција од партнерот, така што не треба веднаш да креваме паника. Сепак како што посочевте дека доколку почувствуваме било каков тип на пролонгирана болка или повторувачка дисфункција, би требало да искомуницираме со партнерот, да се консултираме со
Гинеколог Стручни или лица. дерматовенеролог, И стручни лица. уролог за момчињата. Да, така. И сепак првиот чекор кон тоа е да се тестираме, да го дознаеме нашиот статус, здравствен статус, а тоа можеме да го направиме бесплатно анонимно во еден од двата младински центри на Хера, сакам да знам, еден на Водно, еден во Шуто Ризаре, каде што имаме бесплатно анонимно тестирање за ХИВ и други сексуално преносливи инфекции, и со така имаме бесплатни анонимни прегледи кај гинеколог и дерматовенеролог. Така што дечки на кои да ви треба, Хера Млади која што е тука за поддршка, можете да закажете веднаш преку телефон онлайн и во очекуваме да ве видиме. Тоа е, доктор Марија, фала ви многу што ни гостувавте денеска. Фала ви на вас за поканата, драго ми беше. Исто и на мене. И тоа е секси мало, се гледаме надежно во наредната сезона. Чао! Чао, чао.